Почитувани, жално е што и новото раководство на ВМРО-ДПМНЕ се уште е заробено во минатото и под силно влијание на ретроградните сили, кои што повеќе од една деценија ја држат Македонија во заложништва. Вчерашната пресконференција на новиот председател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски во врска со отстранувањето на споменикот на Андон Ќусето не донесе ништо ново, освен најава за продолжување на деструктивните политики на кои граѓаните остро се спротивставија. Отстранувањето на споменикот на Ќусето Мицкоски го карактеризираше како чин кој го практикуваат ретроградни сили, како ИСИС во Сирија и талибанците во Афганистан, па дури и најави дека тој ќе го врати споменикот на Ќусето. Со оваа реторика, која не му доликува ниту на обичен граѓанин, кажана во кафеана, а камоли на млад човек, чија основна задача е да ја реформира партијата која ја опустоши државата, Мицкоски само покажа дека во ВМРО-ДПМНЕ нема ништо ново и дека подолго време нема да понудат нова платформа за развој, просперитет и успех. Мицкоски, наместо да жали за Ќусето и да држи празни пресови, полни со гнев и омраза, потребно е да започне да се занимава со сериозни прашања и да покаже подготвеност за поддршка на клучните државни реформи. Ако демократијата и слободата се всадат длабоко во свеста на нашите граѓани, тешко е дека ќе може да ни се повтори она што се случуваше во изминатите години како резултат на владењето на Груевски и неговите приврзаници. Нема да ни се повторат дивоградби како Ќусето, ама не ќе може да се повтори ниту претепување на студенти кои мирно протестираа за остварување на нивните права. Затоа, професоре Мицковски, ве потсетуваме дека не ни треба враќање на Ќусето, туку поддршка за реализација на решенијата и реформите за младите да останат во оваа држава, да имаат визија, напредок и слобода. Конечно, дојде влада која промовира мерка за младинската гаранција и која покаже иницијатива за реализирање на долгогодишните идеи на либерално-демократската младина, за напредок на стандардот на младите, подобрување на условите за живот на студентите и се надеваме реализација на нашата долгогодишна идеја за изградба на студентски град. Само така може да се мотивираат младите луѓе да останат да живеат и работат во Македонија. Ето ова се вредностите кои треба да ги споделуваме, господине Мицковски, а не загриженост за отстранувањето на споменик на контроверзен лик од историјата, кој со години беше символ на заробена држава, злоупотреба на моќта, корумпираното судство и безперспективност. Благодарам.